Театарот е полн магацин со крилја, исто како во соништата. Наш магацин еднаш беше една стара куќа на улица во Скопје. Сите ние верувавме дека е театар. Немавме многу услови, но имавме силен мотив и голема желба за независен театар. Таму имавме проби, игравме представи, а публиката доаѓаше и ги носеше тие магични крилја заедно со нас. Во тие 4 ѕида кај што учевме да летаме, а само така сонувавме и така растевме, театарски и со љубов. Тоа и за нас и за ни во тој момент беше апсолутен театар. Публиката имаше потреба за тоа, имавме и ние голема потреба од тоа. И сега е исто, ништо не се сменило освен локацијата. Театарот е потреба од човечка природа. Не е важно местото, важна е идејата и суштината. Денес генерално и честопати ги затвараме вратите веднаш по аплаузот, ги гасиме светлата, а театарот не е филм. Тој е овде и сега, жив и право во очи. Отвора важни разговори и буди теми за кои мора и вреди отворено да се зборува. Публиката не доаѓа да гледа совршенство. Таа доаѓа да препознае искреност и чиста вистина. Театарот треба да се создава од вистинска потреба, од радост, од немир, од немоќ, од љубопитност, од желба да се разбере светот што постојано се менува. Ако не зборуваме за времето во кое живееме, преку новото и старото напишаме, тогаш за кое време да зборуваме? Без разлика дали сме на голема сцена или во мала импровизирана сала, соба, простор, прашањата се исти. Зошто го правиме ова? Зошто раскажуваме приказни? Кој е поривот и страста за тоа? Она што не поврзува сите нас како луѓе е приказната. Доволно е еден да раскаже, а друг да слуша. Но дали денес доволно зборуваме и слушаме во театар, но и во секојдневието? Театарот е имитација на животот во едно општество или средина, но и негово преиспитување. И треба да се искористи за преку него гласно да се зборува за промени. Зашто во обичниот живот нема тонет што ќе ни пушти музика. Нема брз расплет за да се разрешат работите. Нема сценограф што ќе го нацрта оној простор што нас ни е потребен. Вистинскиот живот е тежок, убав, тажен, краток или долг, а театарот од секогаш го анализирал, го лекувал и нудал утеха, посочувал кон желба за промена и носел провокација. Ако четвртиот зид ни пречи, веднаш да го срушиме. Свесноста за публиката и взаимното присуство не прави поголеми во идејата да спасиме или да разубавиме барем еден живот, еден момент, да разбудиме барем една мисла, да поставиме и представиме барем еден сон. Театарот е љубов и сила, што се негува во човекот длабоко внатре. Тој не е зградата, не е технологијата, тој е уметниците, целиот театарски тим и публиката. Тој е место каде крикот е дозволен и посакуван, место каде што душата се расцепува, а токму во тој подвиг се раѓа воскитот од потрагата по вистина и автентичност која недостига. Театарот треба да биде магацин со многу крилја. Простор во кој ќе се сонуваат храбро со ништата, ќе се преживуваат болките, немирите, паѓањата, ќе се поставуваат и одговараат прашањата и од кои секој може да земе крилја за да полета. Само таму може да се лета вистински, слично како во соништата. На крајот на криштата, театарот не ни мора да донесе било каква промена. Доволно е да се почувствува неговата едноставност и несовршеност. Театарот е сон за секој што умее да сонува. Било да е на сцена или во публика. Да гледаш театар, значи да сонуваш, да се занимаваш со театар. Тоа значи да се ваташ со прашина, со шминка, со песок, со крв и пак да сонуваш. Да се откажеш од нормалното, за да живееш нешто ненормално, но вистинско. Тоа е љубов, пасија и начин на живот. Убава болка што те уништува и те разубавува истовремено. Жртвата е огромна колку и неговата моќ како медиум. Театарот е копнеш и детска невиност. Ако престанеме да сонуваме, се ќе престане да постои. Приказните што ги раскажуваме на сцената не се некое бегство од реалноста. Тие се начин да ја поднесеме, да ја преиспитаме и понекогаш да ја промениме, но повторно преку сон исполнет со многу вистина. Секој лик е огледало, секоја сцена е можност за средба со себе си, со ликот. Нам ни е потребен достапен, континуиран и искрен театар. Да се турка со глава во зид упорно и бескрајно, се дури не до прераскажувањето на приказната. Секој човек ја заслужува оваа жива уметност.
Театарот од секогаш бил повеќе од сцена, текст или улога. Тој е момент на будност, простор во кој времето запира. Се друго се стишува и останува радоста дека сме живи, овде и сега. Театарот е будење на свест низ препознавањето, низ тишината, низ невидливата нишка меѓу сцената и гледалиштето, каде што душите ни оживуваат со дишувањето на театарската прашина. Тоа е неговата магија. Но магијата се губи кога уметниците и талентите зависат од политиката и таквите специјални контакти. Кога наместо квалитетот и вредноста одлучуваат ситните политики, кога талентирани млади луѓе се принудени да ја напуштат земјата или професијата, затоа што немаат отворена врата низ која да влезат. Но за среќа има многу такви што се борат храбро. Театарот не смее да стане затворен круг и не треба да ги отсекува или крати крилјата на оние кои умеат и сакаат да летаат. Тој мора да остане отворен простор за способност и за честност. Само така магијата ќе опстане и ќе продолжи низ генерации и векови. Тој не учи повторно да бидеме и останеме луѓе, да гледаме право во очи, да носиме крилја и да летаме со нив, да се обединиме околу приказната, да си дозволиме да бидеме деца, да си играме верно и да бидеме човечни. Тој е борба. Театарот нуди вистина и сон за оној кој прифаќа и верува. Да поставуваме преку него вистински прашања, да трагаме храбро по непознатото, да го следиме времето и да завземеме став, а не да бидеме слепи во создавањето за да биде цврсто, вистинско и значајно. Дали сме навистина храбри во овој свет кој моментално го живееме? Умееме ли и покрај сето тоа да сонуваме? И дали можеме да се опуштиме до тој степен за да сонуваме? Дали можеме вистински да плачеме? Дали искрено се радуваме? Дали се уште знаеме да љубиме? Или ќе дозволиме и тоа вештачката интелигенција да го направи за нас? Уште колку жртви ќе понесе светот, дури се разбереме дека само човечноста и искреноста ќе ги спаси сите, кои треба да се главни одлики на театарската уметност. Зашто е жива, се присутна и повеќе од потребна. Иако некогаш се изгубиме во нашиот свет, да се вратиме во магацинот со многу крилја, да земеме едни и да полетаме повторно, да трагаме по патот на вистината преку зборот, да трагаме по патот на вистината преку зборот и актерската игра. И да го живееме театарот, сонувајќи храбро, патувајќи искрено и заедно. Среќен светски ден на театарот. Да живее!